Добар ден, гледате За или против на Алфа. Јас сум Бојана Димитриевска-Марковска, вечерва ваш домаќин, а мој соговорник е пратеникот Александар Велјановски од ВМРО-ДПМНЕ. Добар ден и добре дојдовте. Благодарам за поканата и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. За уставните измени, за плановите, сценаријата, процедурите и тактиките и она што ќе се случува во моментов, односно во периодот кој следи во собранието, разговараме вечерва. На почеток, во овој момент е јасно дека нема двотретинско мнозинство за уставните измени. На уставна комисија помина потребата, но седницата е закажана за 18 август. Вие како опозиција баравте уште веднаш да се закаже таква седница и да се гласа за да се види дека нема двотретинско мнозинство. Но колку се реални шансите таа да се случи и на 18 август, имајќи ја во предвид последната изјава на собранискиот спикер Талат Џафери, дека е можно одложување на гласањето. Во игра е значи и вакво сценарио. Така, јавноста беше сведок на она што се случуваше во Комисијата за уставни прашања и она што ние како партија и како пратеници го говориме повеќе од една година, дека нема да се случат уставни измени во ваков формат, под бугарски диктат, под еден ваков ултиматум. Всушност го покажавме на дело и со гласањето во Комисијата за уставни прашања, кога пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата, сите 7 во Комисијата за уставни прашања, гласаа против уставните измени. Тука се виде и немоќта на власта да дојде до тие 80 пратеници, односно од почеток се гледа дека ВМРО-ДПМН и коалицијата остануваат принципиелно на ставот кој што го промовираат веќе повеќе од година дена, дека нема да дозволат ваква промена на уставот под вакви едни услови. Она што го слушаме денови и официјално што е закажано на собранискиот календар, може да се види дека на 18 август е закажана седницата за уставни измени, на која што би требало да се стави на дневен ред предлогот за уставни измени. Согласно деловникот, тогаш треба да се отвори расправа во однос на текстот на уставните на уставот и истиот да биде пред претениците. Но она што е симптоматично е што во изјавата на председателот на собранието господинот Талат Џафери може да се види дека имаат сосема една друга стратегија, односно план, односно да ја отворат оваа седница на 18 август и после тоа да започне расправата по предлогот за уставни измени, но после тоа да не се оди на гласање. Тоа е всушност еден показател кој што ни дава за право да веруваме дека власта сака да купува време, односно сака да продолжи да ја држи државата како заложник и македонскиот народ да го остави во исчекување дали ќе дојде или нема да дојде до уставни измени. Зошто потребата да се држи таква тензија? Па вака, вие гледате дека Република Македонија навистина е во една огромна политичка, општествена и економска криза. Народот живее се полош, сиромаштијата галопира. Имаме највисока инфлација во регионот и дупло поголема инфлација во однос на инфлацијата во Европа. Криминалот и корупцијата се огромни. Значи, имаме веќе јасни укажувања од страна на Европската заедница дека во Република Македонија мора да се промени нешто доколку сакаме да влеземе како кандидат за членство во Европската Унија, односно да ги исполниме оние критериуми. Од тука сметам дека оваа влада всушност губи на сите овие полиња. И единствено што и останува е да ја замајува јавноста со уставните измени, односно да го дели народот на европски народ, односно пратениците на европски, оние кои што се залагаат за Европска Унија и оние кои што се против. Од тука сметам дека ова е таа тактика на владата на Димитар Ковачевски, што ја води во иднина и кој што едноставно сака да купува време, затоа што се гледа дека рейтинзите на Социјалдемократскиот сојуз и на нивните коалициони партнери се многу лоши, едноставно се купува време за да се избега од избори. Токму затоа ние како пратеничка група и како политичка партија јасно укажуваме дека е потребно што е можно побрзо
да се дојде до избори, затоа што изборите се решение на проблемот и на овие избори јасно ќе се види волјата на македонскиот народ, односно дека е против актуелната власт и дека навистина е потребно да се зафатиме со оние суштински реформи кои што ќе значат реформи во правосудниот систем, реформи во здравството, подобри услови за работа на земјоделците, на работниците и така натаму. Така да сметам дека од тука ова едноставно е веќе видено до сега во однос на работењето на председателот на собранието и неговите тактики за пролонгирање и купување на време. Сметам дека ние колку и да пробуваат да избегаат од изборите, ние остануваме принципиелни на ставот. Нема да дозволиме промена на уставот, нема да дозволиме уште една продажба на македонските национални интереси без гаранции дека ова ќе бидат последните барања од Република Бугарија во однос на нашиот пат кон Европската Унија и колку и да ја пролонгираат оваа седница, едноставно крајот се гледа, тоа е дека нема 80 пратеници за уставни измени. Сега, до кога може да се влече работата со седницата со уставните измени? Измеѓу седницата од потребата за гласање за промена на уставот, потребата за отворање на највисокиот правен акт, до седницата на која ќе се разгледуваат уставните амандмани, треба да се одржи јавна дебата во собранието. Има ли прецизен рок колку треба да трае оваа јавна дебата или пак може за тоа да одлучи Талат Џафери? Значи, како одат сега процедурите од седницата од потребата, па колку би се влечела, до кога би се влечела целата работа? Согласно уставот, роковите се движат помеѓу 3,5 и 6 месеци во кои би се разговарало, односно би се дебатирало околу уставните измени, со тоа што се потребни 80 пратеници кои што би гласале за отварање на уставот. После тоа оди она јавна расправа за која што вие сега ме прашувате, на која што председателот на собранието може да ја направи во многу кратки рокови, не знам, да речеме 10 или 15 дена, во која што после тоа повторно би се вратила назад да се разговара по амандманите, за кои што требаат 61 пратеник, за да на крајот дојде до гласање по целиот пакет, да речам, на уставни измени, за кои што се потребни 80 пратеници. Значи, сите конци се во рацете на Талат Џафери? Апсолутно. И во вчерашната изјава на председателот на собранието, господин Талат Џафери, која што беше дадена за медиумите, тој конкретно не одговори на ова прашање, што остава простор дека ќе се оди на ова тактичко разлекување на уставните измени, за да се одржи темата за уставни измени жива во јавноста, но сепак факт е дека уставните измени веќе добиваат голем негативен одговор од јавноста. Повеќе од 80% од македонците, повеќе од 80% од македонскиот народ не сака да се случат овие измени. Едноставно бараат од нас политичарите да се фокусираме на суштествените проблеми со кои што живеат секој ден, како што се иселувањето, како што се повисоки плати, подобри услови за живот, нови инвестиции. Така да сметам дека овие уставни измени и пред, да речам, пред ова и сега остануваат последниот џокер на власта за да остане што е можно подолго и да владее со Република Македонија. Во игра е, рековме, и Талат Џафери не го сокри тоа, да 18 август да се отвори седницата, но да нема гласање. Кој е планот во ваква ситуација на ВМРО-ДПМН? Ние како пратеничка група ги носиме нашите одлуки секогаш на координација со председателот Христијан Мицкоски. На тие координации се разговара за сите аспекти на можните процедури кои што би се случувале и секогаш ги носиме одлуките заедно. Така да сметам дека и за ова ќе донесеме одлука заедно на една таква координација, но она што имам да го порачам на власта е дека ние сме тука секогаш кога е потребно за да се заштитат интересите на македонскиот народ и на Република Македонија. Така да што и да одлучи господинот Талат Џафери, ние не можеме да се мешаме во тие процедури, ако се земе во предвид дека
господинот Талат Џаферија има приватизирано собранието и деловникот, односно кршењето на деловникот станува веќе начин на работа во собранието. И така да сметам дека и најголемиот експерт, доколку би го прашале што би се случувало во една ваква постапка, сметам дека може да даде одговор што е во однос на уставот и деловникот, но она што ќе го направи председателот на собранието е нешто друго, секако тоа ќе биде надвор од овој деловник, односно кршење на деловникот како и досега. Така да пораката е дека пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата се тука, компактни, сложни, единствени во ставот дека нема да има уставни измени, а за тактиката и стратегијата со која ќе настапиме во идниот период, односно на таа седница и на 18 август, па и понатаму ќе информираме јавноста, а јавноста ќе има тоа можност да го види, нели, со своји очи на таа седница. 44 пратеници од ВМРО-ДПМН, Мицковски вели, им верувам на тие луѓе. Имате ли зголемени притисоци вие, народните избраници од ВМРО-ДПМН, и дали има и најмали шанси некој пратеник до 18 август да подкрекне? Овие 44 пратеници од ВМРО-ДПМН и од коалицијата се едно големо семејство кое што навистина има разбирање помеѓу себе и секогаш ги гради односите на еден професионален и пријателски план. Така да работиме врз основа на принципи, на честна работа, и за нас основен постулат на кој што ги водиме нашите политики се нашата програма, која што ја имаме понудено на парламентарните избори, и мандатот кој што го имаме добиено од граѓаните. Граѓаните се носители на суверенитетот, тие ни го даваат на нас и ние се движиме во нашиот политички професионален живот согласно она што сме го ветили и согласно она што ни го кажуваат. Така да во оваа група на пратеници нема пратеник кој што размислува поинаку, односно нема пратеник кој што не сака да ја види Македонија во Европската унија, која што не сака да ја види Македонија да биде напредна, да биде земја во која што младите ќе успеат да останат овде, да се изградат како вистински личности. И исто така нашиот став е единствен во однос на овие уставни измени, затоа што ние ниту го направивме овој проблем со Република Бугарија, ниту пак бевме дел од решението. Ние се понудивме како политичка партија, како пратеници да бидеме дел од овој процес, за да не заглави како што е во моментот. Но за жал, од страна на власта бевме одбиени. Беа одбиени сите наши предлози, а имавме предлози, конструктивни предлози, кои што би значеле зачувување на македонскиот национален идентитет, долгогодишна историја, македонскиот јазик, култура и така натаму. И така да сметаме дека нема таква сила која што може да не натера да гласаме за овие уставни измени, и сите овие обиди и одолговлекувања кои што ги прави власта навистина одат само на штета на државата и на граѓаните. Би се јавил ли некој од власта, некој представник од владата или некој од Социјалдемократскиот сојуз да врши притисок и да бара од вас да гласате за уставните измени, или сепак тоа се оди на еден индиректен начин преку дипломатски притисок? Јас можам да зборувам за мене. До мене до сега нема некој личен притисок. Се надевам дека нема да има, затоа што моите ставови се јасни и она што го зборувам, тоа и го мислам. Така да сметам дека не оставам едноставно простор за да некој разговара со мене во друга насока. Нашите ставови се експлицитни. Ние комуницираме секој ден во собранието. И надвор од седниците и комисиите, но и на нив. Нашите ставови се јавни. Ние комуницираме на социјалните мрежи, така да секој може да види што ние размислуваме и во која насока ја градиме нашата политика. Од тука сметам дека доколку некој има намера да прави притисок, тоа е само губење на време. Никој нити се плаши на оваа власт, затоа што се работи за најкорумпирана и криминална влада која што владеела со Република Македонија досега, така да под мојата чест би било да разговарам со некој од другата страна во врска со уставните измени. Повеќе од година дена има да му објаснат на македонскиот народ зошто прифати еден ваков ултиматум. Очигледно е дека и после една година
Анкетите на ИРИ, еве, можеме да ги видиме, покажуваат дека повеќе од 80% не веруваат во овие уставни измени, дека едноставно овие уставни измени се лоши, односно нема да овозможат напредок на Република Македонија кон Европската Унија, а при тоа да не се изгуби македонскиот национален идентитет, култура, јазик и историја. Така да, што се однесува до притисоци, целата атмосфера во државата е сведена буквално на овие уставни измени. И сметам дека самата влада, односно власта, пробува да ја одржи жива оваа тема, но таа веќе едноставно не обстојува кај народот. Па затоа имаат потреба на секои 2-3 дена да излезат во јавноста, например премиерот Ковачевски да каже дека има некој европско крило во ВМРО ДПМН, па понатаму да излезе министерот за надворешни работи Бујар Османи да каже дека разговара со некои пратеници за да ја одржуваат оваа тема жива. Но суштината е дека ниту има пратеници кои што би гласале за уставни измени, нити пак овие притисоци допираат до нас. Ние сме убедени во она што го правиме, а тоа е дека работиме за доброто на Република Македонија и за доброто на македонскиот народ и за сите оние кои што живеат во Република Македонија. Едноставно, целото незадоволство кое што кулминира во последниот период во Република Македонија треба да се канализира. Власта треба да знае дека пролонгирањето на овој процес може да доведе до многу лоши општествени девијантни појави. Токму затоа е добро да седнеме на маса, да се договориме. Кога да ги одржиме предвремените парламентарни избори. Да се договориме за избори и едноставно да му дадеме можност на народот да ја канализира својата енергија и волја низ тие избори и да се избере една силна, цврста влада која што ќе ги води за изборите и датумот кога би било најдобро тие да се одржат, дискутираме малку подоцна, би се навратила на притисоците, на гласањето во собрание околу уставните измени, ситуацијата моментално каква што е. Има информација, односно има спекулации дека и пратеници од мнозинството нема да гласаат за уставните измени. Што значи дека власта не и требаат само пратеници од ВМРО ДПМН за да ги обезбеди тие 80 гласа, туку дека и нивните ќе им откажат послушност. Имате ли вие вакви информации и дали разговарате со ова за ова со колегите од мнозинството? Нашите информации се дека не само што им фалат 7 пратеници на власта, нели, за овие уставни измени, туку дека има и други пратеници од власта и од коалиционите партнери кои што негодуваат, односно кои што се против уставните измени. Дел од нив се од Социјалдемократскиот сојуз и тоа веќе беше јасно видливо претходно на гласањето по заклучоците по францускиот предлог. А истото сега гледаме дека се случува и со дел од албанските партии и пратеници, кои што нели имаат своји дополнителни барања во врска со овие уставни измени, па и по однос на пратеникот Енес Ибраим, кој што имаше нели статус на социјалните мрежи, во кој што вели дека овие амандмани кои што се поднесени во врска со промена на уставот, а се однесуваат на Комитетот за односи помеѓу заедниците, се неуставни. Сметам дека доколку овие изјави се вистините, а се, нели, излегуваат во јавност и не се демантирани од страна на пратениците, значи дека власта на вистина има многу поголем проблем од ВМРО ДПМН, односно проблемот е кај нив внатре, затоа што и самите пратеници на власта не се уверени дека овие уставни измени се добри. И пак ќе се вратам повторно на она чуму се одолговлекува овој цел процес и зошто не се стави оваа седница на гласање, да се заврши еднаш за секогаш со овој дел, оваа лоша епизода од нашата историја. Може би тогаш ќе се види неединството во редовите на мнозинството. Но го споменавте статусот на Енес Ибраим околу Комитетот за односи меѓу заедниците. Со новите уставни измени се предвидува да се зголеми бројот на членовите во ова тело, и да биде бројот на македонци и албанци пратеници, и да има по еден представник од останатите заедници, тоа значи дека на мала врата се протуркува и представник од бугарите во собранието. Така, според тој амандман, кој што нема да помине во собранието, до сегашните 19 членови на Комитетот за односи помеѓу заедниците
ќе изнесуваат 43, односно, како што кажавте, по 16 од редовите на македонци и албанци и уште 7, ако не се лажам, од останатите кои што треба да бидат внесени во Уставот. Тука има многу прашања кои што се отворени и првото и логично прашање е како би се пополнил тој комитет за односи помеѓу заедниците кој што функционира во рамки на собранието и кој што е уставна категорија, за да им биде појасно на... И членуваат во ова тело само пратеници. И членуваат само пратеници. Тоа би значило дека во иднина, не знам, би требало да има некои квоти за пратеници, односно дека би требало да има задолжително пратеник кој што ќе се произнесе дека е бугарин и така натаму и така натаму и така натаму. Така да сметам дека забелешката на не само на господинот Енес Ибраим, туку и на стручната јавност е дека преку ваквиот чекор повторно се прави едно ново редефинирање на уставноста и на Република Македонија, затоа што повторно се става акцент на една бинационална држава во која што Република Македонија станува држава само на македонците и на албанците, што е еден многу погрешен концепт и пак ќе кажам редефинирање на државата, а во исто време се прави дискриминација на сите останати, меѓу кои на македонскиот народ кој што е државотворен народ, во Република Македонија. Значи, според вас не е добар соодносот со тоа што има и изброи на македонци и на албанци. Тоа е решение од, ако не се лажам, од 2007 година. Ве разбирам, но сега со зголемувањето на бројката, повторно станува две заедници кои што се предоминантни во општеството и во политиката и како овие другите ќе можат да наметнат свое мислење во комитет. И како тие новите што ќе влезат во уставот, хипотетички доколку поминат уставните измени Хрвати и бугари, тоа значи дека тие треба да се менуваат законските решенија за да влезат во собрание или што всушност треба да се смени за да имаме вакви пратеници, представници во законодавниот дом? Апсолутно сметам дека... Или тоа е до партиите какви ќе предложат? Не знам, мислам дека влегуваме во една неизвестност, но доброто е што нема да помине овие уставни измени како такви, па тука дилемите и ќе престанат, но во секој случај останува да се подбудно око да се следат овие работи и која е целта на крајно нелогичен предлог е влезен во собранието. Од тоа што јас можам да го видам. Апсолутно. Не е тоа само моје мислење, туку тоа е мислење на експертите по уставно право. Добро, 30 ноември е крајниот дедлайн, до кога власта си дава рок да поминат уставните измени, а тоа значи додека заврши скринингот до 30 ноември, трае скринингот за Македонија. Што доколку до 30 ноември не поминат уставните измени во собрание? Доколку не поминат уставните измени, ќе влеземе во еден процес на подготовка за избори, кои што би требало да се случат следната година, а тоа го бараме ние цело време и не е тајна, нели? Апсолутно јасно е на сите дека нема да поминат овие уставни измени и дека се работи само за купување на време. Она што ние треба да го правиме како држава, како пратеници, како и власта и опозицијата, да работиме на суштествените реформи кои што се неопходни на Република Македонија да пристапи кон Европската Унија. Вие гледате дека секојдневно се соочуваме со огромни скандали кои што ја тресат македонската јавност и македонското општество. Ние имаме критики секојдневни од страна на меѓународната заедница во однос на владењето на правото, во однос на работата на судовите и обвинителствата. Вие гледате дека Холандија ги прекина средствата кои што требаше да бидат насочени за подобрување на работата на судскиот совет, токму затоа што судскиот совет прерасна во еден циркус кој што не одговара на неговата улога како еден орган кој што треба да се грижи за работата на судовите, на судиите, кој што именува и разрешува судии, кој што врши контрола и надзор над судовите. Едноставно, недовербата која што ја имаат граѓаните во правосудството, која што е во ранг на статистичка грешка, едноставно не ни дава за право на нас да веруваме дека нашиот напредок кон Европската Унија ќе биде на висок ниво.
со една одредена динамика која што би била задоволителна. Затоа сметам дека многу е важно да се вратиме на реформите. Да започнеме со крупни, сериозни реформи во правосудниот систем, во владењето на правото, реформи во администрацијата, да обезбедиме подобри услови за земјоделците, за работниците, а најважно од се за младите да останат во Република Македонија. Така да овие се тие чекори кои што планираме и како партија и како идна власт да ги преземеме итно, нели после изборите. Овие уставни измени, ова приказна, оваа лоша епизода мора да заврши тука и мора да заврши што е можно. Се уште една дилема има, што доколку на 18 август Талат Џафери отвори седницата и нели не се да гласањето се пролонгира, до кога може да биде оваа седница отворена? Значи што доколку влеземе до 30 ноември не заврши, хипотетички влегуваме во длабока политичка криза. Што се случува после со оваа седница, до кога останува отворена? И дали тоа значи дека некој и еден парламентарен состав ќе може да се наврати на истата седница? Како што кажав, деловникот и Уставот на Република Македонија имаат соодветна процедура во која рамка би требало да завршат овие уставни измени, но тоа не е показател или доказ дека председателот на собранието ќе постапи така. Затоа што секогаш кога го прашувате за прекршување на деловникот или зошто тоа го прави, секогаш има некое објаснување кое што излегува од рамките на деловникот. Токму сметам дека и оваа постапка има две можности за разрешување. Првата би била да се гласа во тој некој рок, нели, после 18 август, односно еве најдосна во првата половина на септември, и втората да не се стави како за гласање, односно уставните измени да не го видат, да не излезат во јавноста и да не се гласа за нив. Така да може да се пролонгира, можно и ова второ сценарио да остане, но сметам дека со тоа ќе заврши и нели процедурата по овие уставни измени и со тоа нели ќе кажеме крај на една ваков лош предлог. Доколку дојде ВМРО-ДПМН на власт, што ќе се случува со спорот со Бугарија и со преговарачката рамка, дали ќе побарате промена на истата и како? ВМРО-ДПМН ќе дојде сигурно на власт. Новите анкети покажуваат дека председателот Христијан Мицкоски е најпопуларен политичар во државата, а дека премиерот Димитар Ковачевски е петти во државата, значи еден од најнепопуларните политичари, ако се земе во предвид дека е премиер. ВМРО-ДПМН има убедливо стабилно водство од повеќе од 8-9% пред Социјалдемократскиот сојуз, и ако се земе во предвид дека она тивко мнозинство кое што не се изјаснува секогаш за нели исходот од изборите, односно на кого би гласале, очекуваме од таму уште еден голем дел од тие луѓе да гласаат и да дадат поддршка на ВМРО-ДПМН. Накратко, ВМРО-ДПМН ќе формира новата влада со голем број на пратеници и ќе обезбеди една стабилна платформа за работа на идната власт. Што би направиле? Прво, како што кажав, многу се важни реформите во државата. Она за што не критикуваат сите. Прво реформи, па потоа добрососедските односи, проблемот со Бугарија, или може паралелно? Овие процеси се паралелни, дека не можеме да ги издвоиме едни од други. Паралелно сакате да кажете дека би спроведувале реформи и би го решавале проблемот со Бугарија? Апсолутно сметам дека со една влада која што ќе работи на принципи на обезбедување на национален договор во државата, сметам дека можеме да ги подобриме позициите кои што веќе се нели уништени од страна на актуелните министри за надворешни работи и премиерот на државата, можеме да ги подобриме со една конкретна работа на полето на реформите од една страна, а од друга страна со наше лобирање нели кај меѓународниот фактор за подобрување на условите во преговарачката рамка. Она кое што го имам како информација и кое што го кажуваат експертите, дека и во рамки на оваа преговарачка рамка може да се направат тие дополнителни, како да кажам, подесувања, за да се имавме случај Србија, Косово, така преговарачката рамка, овозможи нели да се овозможи еден принципиелен, чесен пристап на Република Македонија во овие преговори, односно
делот кој што се однесува на историските прашања, да едноставно да не биде делот од оваа преговарачка рамка во смислот тоа да биде последниот услов, дека ние треба да ја промениме нашата историја, дека треба да разговараме за историските личности, во спротивно ќе бидеме блокирани од Европската унија. Верувате дека такво нешто е возможно? Апсолутно сум убеден, затоа што политиката е динамична категорија и сметам дека има можност и пријатели во меѓународната заедница Република Македонија кои што сакаат да ја видат навистина во Европската унија и сметам дека доколку има една силна волја прво од македонска страна за реформи во општеството, дека можеме да ги убедиме нашите пријатели дека треба да имаме подобри честни услови за напредокот на Република Македонија кон Европската унија. Велјановски, правиме пауза, време за реклами, па се враќаме во студиото. Почитувани, останете со Алфа, за кратко сме назад, продолжуваме на тема уставни измени и случувањата во собранието. Повторно назад во студиото разговарам со пратеникот Александар Велјановски од ВМРО-ДПМН за уставните измени, процедурите, тактиките, плановите, сценаријата и притисоците. Велјановски, доколку не поминат уставните измени, се појасни дека Македонија ќе влезе во една длабока политичка криза, но доколку работите се влечкаат еве до 30 ноември, има ли основ да се разговара за предвремени парламентарни избори или сепак е подобро да се оди на редовните со оглед на блиските тајминзи? Република Македонија во моментов се наоѓа веќе во политичка криза и представува една нефункционална држава благодарение на власта предводена од Димитар Ковачевски и неговиот партнер во власта Али Ахмети. Нема функционален систем, така да сметам дека оваа криза не може да биде положена. Токму затоа сметаме дека изборите се решение на овој проблем и дека колку повеќе се одолговлекува процесот за уставни измени, ќе доведе само до на еден начин влошување на состојбите во општеството. Едноставно власта купува време затоа што е неспособна да се справи со актуелните проблеми во државата и уставните измени ги користи како параван дека еве нешто работи за да обезбеди подобра европска иднина на македонскиот народ. Она што сметам дека ќе биде план на оваа влада е да се пролонгираат овие уставни измени. Ако се земе во предвид дека е јасно дека нема 80 пратеници кои што би гласале за, користејќи ги вештините за манипулација на председателот на собранието Талат Џафери под раководство на неговиот ментор Али Ахмети и Димитар Ковачевски како еден дел од власта, ќе се оди на купување на време што е можно подолго, односно да се дојде поблиску до тој датум за редовни парламентарни избори, кога веќе би било безпредметно да се разговара за предвремени избори. Но ние како партија, како пратеници, јасно и гласно кажуваме дека се потребни изборите, дека го ставаме на маса и моментот дека не бараме техничка влада, во која што би имало министри од ВМРО-ДПМН во власта и дека е многу важно да се оди што е можно побрзо на избори. Гледајќи ги анкетите кои што се спроведуваат и нискиот рейтинг на Социјалдемократскиот сојуз јасно укажува на фактот дека ќе се купува време, па и она што се случува во ДУИ, оној раскол кој што го гледаме во партијата, очигледно ќе оди во насока да се намалат загубите во ДУИ, односно да се консолидира на некој начин. Искрено се надевам дека ќе има избори во октомври или евентуално во ноември и тоа не е затоа што тоа јас го барам или го сакам, туку затоа што тоа го бара јавноста, затоа што тоа е потребно на државата. Ако се земе подготвени ли сте, спремивте ли програмата, бевте активни на терен, собиравте идеи, разговаравте со граѓаните, докаде е пишувањето ново и со што ќе ја побарате довербата од граѓаните и што вие ќе им понудите како партија? Така, апсолутно тимот на ВМРО-ДПМН работи посветено на новата програма за изборите
Има повеќе тимови, нели, во зависност од областа, и она што е најважно, ние сме секогаш долу со граѓаните, ги слушаме нивните проблеми. Во нашата последна акција Македонија за сите посетивме огромен број на населени места, села во Република Македонија, во кои што ги слушаме проблемите на луѓето. Претходно имавме активност во која што ги посетувавме и, нели, градовите, урбаните средини, така да програмата веќе е при крај. Се прават дополнителни консултации за одредени проекти кои што би можеле да бидат дел од новата програма. Најважно е она што граѓаните треба да го знаат, дека ќе се работи за една принципиелна програма во која што ќе бидат содржани политиките на ВМРО-ДПМН и она што можеме да го исполниме. Така да сметам дека тука е веќе процесот при заокружување и се е подготвено за избори. На што ќе биде ставен фокусот, на економијата или на реформите во правосудството и администрацијата? Апсолутно акцентот ќе биде ставен на борбата против криминалот и корупцијата. На овој народ му е доста од криминалци кои што ја водат државата. Доста е веќе од да гледаме како внуци на високи функционери во власта на 24 години добиваат удели од 30 милиони евра во трговски центри, или како сопругата на премиерот се здобила со државно градежно земјиште за багателна цена. Доста е од функционери од типот на Артан Груби кои што добиваат подароци, возила и кои што, нели, од 80.000 евра и кои што ги возат со флешери низ Република Македонија, за што вчера имавме признание од министерот Оливер Спасовски, кој што изјави дека мангупите возеле автомобили луксузни со флешери, што го прави, нели, и господинот Артан Груби еден дел од тие мангупи. Така да сметам дека доаѓа времето на честни политичари кои што принципиелно, честно, посветено, одговорно ќе се посветат на јавниот интерес и на нели, она што се нарекува подобар живот за граѓаните во Република Македонија. Верувајте, имаме едно разрушено општество, еден систем кој што е целосно нефункционален. Не знам, од обична здравствена услуга која што би требало да ја добијат граѓаните, прерастува во најкомплицирана операција која што е недостижна за нив. Да не зборуваме за земјоделците, за нивните проблеми, за проблемите во правосудството, односно луѓето кога ќе влезат во судовите велат ние сме во овој лабиринт заглавени и нема помош од никого. Така да ќе има многу работа, но ВМРО-ДПМН е подготвено, има луѓе кои што се професионалци, кои што ја познаваат ова работа и кои што можат да придонесат во побрзо опоравување на државата. Така Јановски, вчера од собраниската говорница го обвинивте собранискиот спикер Талат Џафери дека ги крши и процедурите институцијата пратенички прашања. 2 месеци претходно немаше пратенички прашања, но вчера излеговте со низа обвинувања дека премногу се злоупотребуваат тие писмени прашања, одговори, што се случува, дали е ова прв пат и дали намерно се прави? Така, моје мислење е дека пратеничките прашања како институт се злоупотребени максимално во овој состав. Председателот на собранието успешно манипулира со пратеничките прашања, така да голем дел од нив остануваат неодговорени. Претходно се случуваше да немаме повеќе месеци седница за пратенички прашања, а сега е променета тактиката на власта, односно со поставување на безброј писмени прашања од страна на пратеници од власта, се одзема времето на пратениците од опозицијата да постават прашање за суштински проблеми кои што произлегуваат од нели од секојдневието и кои што навистина го будат интересот кај јавноста. Например, се случува да еден пратеник од власта има поставено 30 пратенички прашања за ист предмет на прашањето кои што се однесуваат за различни физички лица. И сега се читаат тие пратенички прашања повеќе од 1 час, со што се узурпира времето. А тоа е само еден пример. Пратеничките прашања всушност представуваат
се прераснаа во беседи за пофалби за власт. Пратеници од власта излегуваат со нарачани прашања кои што ги читаат и кои што ги поставуваат на министрите, а овие пак со веќе напишани одговори како министри одговараат на нивните прашања. Така да треба да се размислува во насока на промена на деловникот во однос на пратеничките прашања, затоа што пратеничките прашања се една голема можност да се артикулираат барањата на граѓаните и да се таргетираат проблемите во општеството и да се побарат директно одговор на нив од страна на министрите или од премиерот. Доколку ова не се направи, сметам дека како да речам како инструмент за надзор и контрола на извршната власт ќе остане неупотреблив. Како овој, мислам, претеничките прашања. Така да лоша е состојбата со нив, но и покрај тоа ние успеваме да ги поставиме нашите прашања барем во еден дел и гледате дека тоа веднаш побудува реакции кај... Вчера беа отсутни и министрите и затоа имавте реакција. Беше присутен само премиерот Ковачевски. Што се случуваше? Кое беше образложението од Џафери? Нема образложение, крајно е несериозен односот. Јавноста не може да види што се случува од другата страна додека се поставуваат прашањата. Навистина недоличното однесување на министрите кон пратениците со разни довекувања, закани, па дури некогаш и погрдни зборови кон нас, навистина се лош пример за тоа како треба да се однесува извршната власт во собранието. Нели собранието и пратениците треба да вршат надзор и контрола на министрите, а не обратно. Но како и да е, сметам дека прашањата кои што ги поставуваме во собранието јавноста ги слуша, а ги слуша и одговорите на министрите и на премиерот, кои што се најчесто несериозни, па дури некогаш можат да го видат и вистинското лице на премиерот и на министрите, односно кои се тие на вистина, а не она кое што сакаат да го продадат во јавноста. Се на се, како што кажав, треба да има некои измени во рамки на процесот Жан Моне, кој што се води за околу деловникот и подобрување на одредбите во деловникот. Сметам дека треба да се изнајде соодветно решение околу пратеничките прашања, како тие би станале ефикасен инструмент за надзор и контрола на извршната власт. Колку од актуелните пратеници може да видиме на кандидатските листи, колку од вас ќе видиме повторно на кандидатските листи на парламентарните, без разлика дали се тие предвремени или редовни? Сметам дека сега е најважно од се да дојдеме до изборите, а ВМРО-ДПМН секогаш прави анализа, посебно председателот Христијан Мицкоски, на она што ќе го предложи на јавноста. Така да сакам да ја уверам јавноста дека пратениците, оние кандидати кои што ќе бидат на листите за пратеници предложени од страна на ВМРО-ДПМН ќе бидат честни, лојални, пред се национално освестени луѓе кои што сакаат да ја видат Република Македонија како дел од Европската Унија од една страна и кои што сакаат да обезбедат подобар живот за младите и за луѓето во Република Македонија. Сметам дека е се уште рано да зборуваме за имења, но ако се земе во предвид дека ВМРО-ДПМН е најголемата партија во Република Македонија и со најголем број на пратеници, располага со огромен потенцијал на квалитетни луѓе кои што можат да одговорат на повеќе позиции, се прават анализи и понатаму ќе се прават и анкети и ќе се сондажи во јавното мислење и сметам дека оние кои што ќе бидат избрани како кандидати и ќе бидат дел од новото собрание, исто така ќе бидат пратеници кои што ќе одговорат на барањата на граѓаните. Милјановски, во пресред на празникот Илинден во бугарскиот парламент се најави дека ќе се донесе декларација за која всушност ќе значи бугаризирање на Илинденското востание. Во меѓувреме Социјалдемократскиот сојуз кај нас најави дека до собранието ќе достави исто резолуција за Илинден, но иако беше најавено во вторникот, такво нешто не се случи. Алфа го контактираше партискиот портпарол Дарко Каевски, кој рече ќе ве информирам дополнително, ќе свикам конференција кога истата ќе биде доставена. Има ли информации за ваква резолуција, што би содржала таа резолуција или сепак ќе се откажат социјалдемократите? Тука ја гледам целата хипокризија
на ова што се случува. Кога го подпишаа договорот за добрососедство со Република Бугарија, тогашниот премиер Зоран Заев убедуваше дека сите прашања со Република Бугарија се затворени, дека народот треба да биде сигурен дека му е обезбеден идентитетот, македонскиот јазик и историја. Сега гледаме дека неколку години потоа повторно се појавуваат вакви резолуции во бугарското собрание со кои што директно се нанесува штета на нашата македонска историја. Сметам дека она што се случува во Бугарија во моментов е токму огледало на неспособноста на оваа власт во водењето на дипломатијата и на меѓународната политика, нели, и со што се остава еден голем простор за маневра кај во Бугарија за да ги спорачаат сите оние работи за кои што сонувале кај нив претходни генерации. Така да сметам дека ова што го најави Социјалдемократскиот сојуз во врска со донесување на некоја нова резолуција со која што ние би потврдиле дека Илиденското востание е дел од суштината на македонското битие, сметам дека како такво, прво го немаме видено, а второ сметам дека овие се само непотребни работи кои што ги прави власта за да избегне од одговорноста и за да го дефокусира она што се случува во Република Бугарија и да признае дека едноставно е поразена на дипломатски план од страна на Бугарија. Значи, ваква резолуција се уште не е стигната до собранието. Напомена и пратеникот Дарко Каевски, дали воопшто очекувате да биде донесена со оглед на тоа што историчарите предупредија дека ваков документ веќе постои? До сега не е стигнат таков текст. Во моментот кога ќе пристигне, сериозно ќе го разгледаме текстот и ќе донесеме одлука која што ќе биде најдобра, но пак сметам дека се работи за пиар алатки на Социјалдемократскиот сојуз, со кој што сака да се дефокусира она кој што се случува во собрание во бугарскиот парламент. По илин ден пратениците одате на колективен одмор, почнувате со работа, кога повторно се враќате на работа? На 18 август имаме седница, така да ние пред 18 август ќе бидеме сите тука. Ви благодарам за гостувањето. Се надевам дека одговоривме на голем дел од прашањата. На 18 август очекуваме да видиме што ќе се случува со седницата на која е ставена потребата од отварање на Уставот. Благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и довербата. Останете со програмата која ја нуди Алфа. Имајте пријатна вечер.